Колку мина? Тоа беше најтешкото прашање што морав да им го поставам на роднините, чии браќа, сестри, внуци, братучеди трагично загинаа во автобуската несреќа во Бугарија. Во едно од фамилиите одговорот беше: изгубивме 15 луѓе. Ги снема одеднаш. 2 сестри, 2 внуци, 1 внука, дедо ми, баба ми и од зетот, од братот на зетот, жена му и 4 деца и плюс 2 внуци нивни. Седате брат на 2 жени што со своите деца веќе не се вратија дома. Во општината Студеничани, од каде тие потекнуваат, деновите веќе не се исти. Роднините, пријателите, соседите доаѓаат да изразат сочувства. Болката колку што е можно така поминува полесно. Тешко е, но издржуваме некако. Идат гости, ни доаѓат, не посетуват, секој по еден збор, 2, па некако ќе се смириме, но како и да е, многу е тешко. Да изгубиш најблиски членови од фамилија, од семејство, како што кажав, значи сестри, внуци, дедо, значи тоа е многу тешко. Малку погоре по патот се домовите на фамилијата Исени. Од кај нив загинаа 4. Еден брачен пар, како и мајка со незиното 14 годишно девојче. Во името на фамилијата зборуваше нивниот близок роднина и братучет. Никој не би очекувал дека ќе има таков трагичен настан, зашто ова најлошата вест што сме го добиле во наша фамилија, што со години, дај Господ, не ние туку никој да не добие таква лоша вест и да се соочи со ваков трагичен настан. Деновите ги поминуваат во исчекување. Велат дека втор најтешок ден после копното утро, кога дознаа за несреќата, ќе им биде денот кога ќе треба да се простат од најблиските. Ќе ги носат навака и да се организира последниот верски ритуал, да се поздравиме конечно со нашите членови на фамилијата. Семејствата, низ измешани чувства на тага и лутина, чекаат одговори. И главното прашање им е: зошто? Зошто се случи таа несреќа? Да се расчисти и да ни дадат одговор. Како се случило, што се случило, дали имало нешто, се шпекулира дека имало нешто во автобусот, не знам што, тоа не можам да кажам, пошто некој кажува тоа, другиот кажува ова, затоа, значи, ова ќе го побараме и ќе видиме, значи, после завршување на погребот на загинатите. Тоа, значи, нема да го оставиме, значи, душата, совеста не ни дава, значи, тоа да остане така. Укажуваат дека истрагата треба да се истера до крај, да се открие каде е вината и да се поправат грешките, за никогаш повторно да не се случи таква трагедија. Ако веруваме на институциите и на нашите и на бугарската страна, нека си продолжат, не заради нас, туку како превентива заради другите што може да се случи пак следниот ден и тоа да не се повтори фактички некај нас туку нигде. Само ние издаеме тагата што ни тежи фактички у срце. Членовите на семејствата немаат точни информации кога би ги добиле посмртните останки на нивните блиски. Веруваат дека тоа би се случило во наредните неколку дена. Сепак нивните домови и натаму стојат отворени, за тие што доаѓаат да им изразат сочувство, но и за оние што треба да им одговорат како и зошто се случи таа трагедија. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.